Како производител, Opel прв ја воведе монтажната лента во Германија, што му овозможи огромна заработувачка и доминантно учество на пазарот, што на американците им го привлече вниманието. Тие на семејството Opel му платија цело богатство, пошто компанијата целосно се посвети на автомобилите, а бизнисот со велосипеди и моторцикли беше продаден на NSU. Во оваа декада на раст, Opel стана најпродуктивен автопроизводител во Европа и седми во светот. Но тоа беше прекината во 1940 година со барањето од германските власти место автомобили да се произведува муниција, која американците учтиво го одбија и ги затворија погоните. Тие под воена управа повторно проработија 2 години подоцна, снабдувајќи ја германската армија со тенкови и делови за авиони, заради што стана цел на сојузничките бомбардери. По завршувањето на војната, фабриката во Бранденбург беше демонтирана и испратена во Русија, каде под ознаките на Москвич започна производството на копија на првиот кадет. Фабриката во Руселскајм, која се најде во американската окупацијска зона, беше обновена и се врати во рацете на General Motors, пошто започна модерната историја на марката, во која бројни модели оставија длабоки траги. Најзначаен меѓу нив секако беше Кадет, кој наново беше воведен на пазарот во 1962 година. За малиот семеен седан, замислен да биде анти-Volkswagen, кој во тајност се развиваше 5 години, беше изградена сосема нова фабрика во Бохум. Тоа овозможи користење на современи технички решенија кои им се допаднаа на германските купувачи. Пространата каросерија имаше далеку помодерен изглед од главниот конкурент, што ги подобри шансите за негов извоз дури и во Соединетите американски држави. Успешната приказна со слична техничка основа продолжи уште 2 генерации, за во 1967 година да се појави првиот Кадет со хеджбек каросерија и погон на предните тркала. Лансиран во Велика Британија како Vauxhall Astra, тој беше увод во современиот дел од историјата на компактните модели на Opel која трае и ден денеска. Вториот модел, која дефинираше марката во периодот после Втората светска војна, беше рекорд. За разлика од Кадет, кој беше направен како европски автомобил, тој во себе имаше многу американски гени. Се појави токму во времето кога германското општество имаше потреба од поголеми возила и веднаш стана втор најдобро продаван автомобил во земјата. Техничката шема на која беше направен ја задржа во своите 8 генерации. Континуираниот раст на марката беше дополнет со низа успешни модели од Аскона и Манта преку спортскиот GT до големите Капитен, Адмирал и Дипломат и секако малата Корса. Комплетираната понуда носеше голема заработувачка која во 90-тите години му помогна на General Motors да ги покрие загубите што ги имаше на својот домашен пазар. Но тогаш работите се сменија и од профитабилна компанија Opel стана голем загубар од кој американците посакаа да се ослободат. Беа испробани неколку различни формули како тој да се задржи во игра, но загубите од година во година се таложеа до толку што продажбата на компанијата на PSA во 2017-та беше со олеснување дочекана како од германска, така и од американска страна.